Сите фирми во Република Македонија требаше до 1 февруари задолжително да ги пријават вработените за здравствено осигурување преку веб порталот на фондот. Во Кочани тоа го сториле само 30% од фирмите и со овој процент Кочани се наоѓа во градовите со најнизок процент на поднесени овластувања. Фирмите да донесат овластување за електронско пријавување на ЗО1 образец. Се разбира тие што не го сториле тоа. Значи, може една фирма да овласти повеќе лица, а може и едно лице да биде овластено за повеќе фирми. Фирми кои поднеле се од прилика 35%. Има случаи во некои подрачни служби, во други градови тој број да е 70, 80 и 90%. Дори некаде има и 100% од фирмите кои поднеле. Ние сме на средина, да не речеме и во дното. На овој начин со пријавување преку веб порталот се прават големи заштеди за фирмите, бидејќи нема потреба да ангажираат сметководители или други фирми кои ќе ги прават ажурирањата на дневна основа по институциите. И преку компјутер тоа може да го направи само еден вработен или друго овластено лице. Настевски потенцира дека наскоро сите здравствени услуги ќе може да се остваруваат само со електронска здравствена картичка.